Добар ден, честит 1 мај и од мене и секако целата екипа која реализира оваа емисија Алфа Ординација. Денеска имаме тема која што е во рамките на она што го реализираме еднаш во месецот, поддршка на пациентите со ретки болести. Денеска ќе зборуваме за ретката болест ХАЕ, за караванот кој што патува низ Македонија и ги едуцира медицински лица за ова ретко заболување. Ќе зборуваме за односот доктор-пациент кој има ретка болест и се надевам дека сите вие кои што денеска не следите ќе имате уште една убава емисија, а доколку имате потреба да се јавите, телефонските броеви ќе бидат испишани на екраните, па повелете бидете дел и од ова Алфа Ординација. Ретко заболување ХАЕ, караван низ Македонија е темата за денеска. Наши гости во Алфа Ординација во ова празнично предпладне се професор доктор Весна Гривчева-Пановска од клиниката за кожни и венерични болести. Професор Пановска, добар ден, добре ни дојдовте. И Наташа Јовановска-Поповска, председател на ХАЕ Македонија. Наташа, добар ден. Добре ве најдовме. Да ви го честитам и вам 1 мај, еве убав празник, убав месец и да ви посакам многу здравје и секако успешна работа во она за што максимум се заложувате, особено вие, доктор Весна, бидејќи да се биде доктор на пациенти со ретки болести, навистина е, верувам, сатисфакција за вас, но и е потребна голема енергија, голема заложба и секако љубов кон она што го работите. Така ли е? Истина е така. Ви благодарам на убавите зборови и пред се на можноста да говориме, да ги подсетиме гледачите за ова ретко заболување. Е голем предизвик, факт е, и бара специјален тип на личност. Во ерата во која е многу популарно да се бавите со ласери, со козметологија, со нешто што носи, да речеме, брз профит по навидум мала инвестиција на енергија и знаење, ретките заболувања, како и се друго, впрочем, бараат континуирана посветеност и нема временски лимит, независно каде сте, колку е часот, како се чувствувате во дадениот момент, тие ве бараат целата или целиот како личност да се посветите, за да можете да го дадете најдоброто од себе, затоа што пациентите на вистина го заслужуваат најдоброто од своите доктори. Така, кога велите цела, тука е и знаењето кое што го имате и секако вие како професионалец, како доктор, морате постојано да учите, да истражувате и она ново што го осознавате, особено за оваа категорија пациенти, треба да го примените заедно со нив. Резултатите, каква сатисфакција будат кај вас? Факт е дека континуираното учење ви дава смисла и цел во животот и ве одржува млад. Доколку воопште сум успеала да одржам одреден процент од младоста, им благодарам на пациентите, нивна заслуга е тоа. Тоа беше еден предизвик. И тоа беше една група на пациенти за кои во почетокот мислевме дека како и да немаме решение, како и да немаме лек. Од нултата пациентка, за која веќе долго време одамна се чудевме што да правиме, до рамо уз рамо терапија со американските пациенти за кусо време, благодарение на соработката со пациентите со оваа болест, се постигна еден квантумски скок. Со екстремна брзина, се разбира, со многу работа, со многу континуирано учење од сите страни, затоа што не само докторите треба да учат, и пациентите се обврзани да учат не само за својата болест, и за среќа се погодивме во една добра соработка, јас некогаш сакам да кажам како јин и јанг. Не сме идентични, меѓутоа добро се вклопуваме и учиме заедно, и еволуираме заедно, и со секој чекор се подобрува таа соработка. Почнавме од свежо смрзната плазма, што сега веќе во светот навистина се отфрла како тераписки модалитет,
за да завршиме со лековите кои што се користат во Америка, кои што се користат во Германија и кои што се користат во скандинавските земји, чии што здравствени системи се мошне рационални, мошне економични, во смисла не даваат лек доколку тој навистина не ви е потребен и доколку не е ефикасен. И ние имаме 2 од 6 лека кои што се достапни, визави 0 од 6 лека кои што ги имавме пред само неколку години. Борбата да се донесат во Македонија, да се одобрат за конвенционална употреба, ја изборија пациентките. Се бореа за својот живот, за животот на своите деца. Среќна сум и горда што се најдов во муабет пишувајќи писма, препораки, нели, праќајќи секаде каде што е потребно, понекој каде што не е потребно, свое мислење, колку е потребна таа терапија, колку е витално индицирана. Во суштина ние велиме дека човечкиот живот нема цена, меѓутоа да бидеме реални, овие лекови не се ефтини. И борбата се водеше на многу фронтови. Македонија, за волја на вистината, не е економски толку моќна како Америка, се надеваме да бидеме еден ден, но во моментот ниту како Германија, ниту како Шведска, главниот фокус беше дека се тоа многу скапи лекови, што е факт. После еден процес на преговарање со производителите на лековите, ние лековите ги овозможивме да бидат по цена која што е како цената на произведување, значи без маржа да се добијат, што го олесни процесот, но дури и така, тој процес не беше многу брз и тука стапија на сцена пациентките со нивните знаења, вештини, можности да се изборат, да дури и по таа повластена цена нема бесконечно одолговлекување. Така да сите пациенти сега, во секое време, преку програмата за ретки болести, имаат кај себе 2 различни лека. Значи, кусо јас би кажала како се лекува оваа болест. Ке зборуваме за болеста, само да не испадне дека јас ве фалам и Наташа ми е потребна за да даде подкрепа зошто денеска сте заедно со нас. Кога јас разговарав со вашите пациенти, ми рекоа дека доктор Весна Гривчева направи многу за нас. Еве Наташа ќе каже и практично затоа сте и денеска заедно со нас. Да, искуството Наташа со докторката ваша какво е? Не сакав да прекинувам, ама си знаев дека ќе се ја дотарам водичката на мојата нивичка, така што знаев дека ќе го спомнам да секако. Значи докторката е таков тип на доктор што во секое време одговара на нашите повици, а пациентите со ХАЕ многу често добиваат напади во текот на ноќта. Јас, например, утрово имав напад. Обично за празници редовно се случува, за време на некој убав настан. Да, кога не треба. Значи, не е лесно да се биде достапен на пациентите со ХАЕ, затоа што сепак тие напади се случуваат ненадејно. И баш имаше една ситуација пред една недела, требаше со докторката да се договараме за нешто и јас си се јавив, она комотно ми крена слушалка, и јас си разговарам со нејзе и она вели: добро, во ред, ќе се договориме за тоа кога ќе се вратам од Берлин. И јас тогаш разбрав дека она всушност ми кренала слушалка, иако е во странство, иако тоа ќе ја чини многу. И навистина еве вака една јавна благодарност во име на сите пациенти со ХАЕ, што е секогаш достапна за нас, не само за ние што сме здруженијето, туку знам и дека и за други пациенти е достапна. Тоа навистина многу им значи на пациентите. Сега нормално тука е еден апел до пациентите да не злоупотребуваат кога докторот знаат дека ќе им крене слушалка во секое време, меѓутоа ета навистина е убава потпора да се знае дека доколку имате некакви дилеми и двојби, дека имате еден посветен доктор кој ќе ви дигне слушалка во секое време. И јас себе сакам во моите емисии да ги пофалиме докторите, бидејќи многу често знаеме да бидеме лути на нив и да негодуваме за некои нивни реакции, но има доктори кои што навистина заслужуваат петки и пофалби. Сега, доктор Гривчева, може да зборуваме за болеста. Каква болест е ХАЕ? Еве да им кажеме на оние гледачи кои што не знаат, пациентите апсолутно знаат се за ХАЕ, ама нашите гледачи не се сите пациенти со оваа болест, па еве да разборуваме нешто и за тоа. Се разбира, најкусо
кажано, за да не разбере што поголем број на гледачи, спаѓа во групата на ретки заболувања. Што значи ретко заболување? Еден од 50.000 или еден од 40.000 во зависност од земјата, од класификацијата, се очекува да страда од тоа заболување. Доколку Македонија има околу 2 милиона жители и доколку одиме на границата 1 на 50.000, би имале некаква очекувана бројка од 40 пациенти. Дали ќе ги откриеме сите тие пациенти? Тоа зависи од тоа колку докторите во регионалните центри ќе помислат на оваа болест, а се случувало и пациенти после гледање на оваков вид на емисии или уште по спонтано во тек на ХАЕ караванот пристапат и да кажат: докторке, јас ја имам вашата болест. Мене ми е тоа голем предизвик, голема радост, голема сатисфакција, меѓутоа и голем предизвик да не ги изневерам сите пациенти што ја ставиле својата доверба во мене. И апел до пациентите и до колегите, кога треба да помислите дека се работи за хередитарен ангиоедем, значи доколку се појават отоци. Едема значи оток. Кај пациентот кои што не се поврзани со слабост на бубрезите или со срцева слабост, карактеристично за овие отоци, што се јавуваат најчесто на лицето, може да се појават на екстремитетите, раце, нозе, околу устата, околу очите, може да се појават и да не е видливо отокот во стомакот или за жал или може да биде и на дишните патишта на гркланот, и не реагираат на антиалергиска терапија. Доколку е таков случај, задолжително ве молам, апелирам, пратете го пациентот на понатамошни испитувања до Универзитетската клиника за дерматологија. Ние ги рангираме, хередитарниот ангиоедем го рангираме во групата на нехистаминергиски ангиоедеми. Значи, тој, кај него нема улога хистаминот како медиатор, за разлика од алергиските, може едем да се појави и поради алергија на храна, на лекови, но тој брзо ќе прореагира на терапијата, додека кај хередитарниот ангиоедем нема да има никаков одговор. Често пати колегите паѓаат во замка, ја повторуваат терапијата и губат од вид дека хередитарниот ангиоедем за среќа во одреден процент на случаи самиот ќе се повлече. И тоа повлекување на симптомите го припишуваат дека ете се повлекло заради терапијата, конечно ја погодивме дозата. Дури и да е таква добра еволуцијата, апелирам повторно, пратете ги на понатамошни продлабочени испитувања и евалуација. Подобро 10 пациенти да дојдат, а да немало потреба, отколку да не дојде тој едниот кај кого имало потреба. Зошто тоа го велам? Затоа што е терапијата многу успешна, спасува животи, само за да ја дадеме, треба кај пациентот да се постави дијагнозата, треба да знаеме што му е. Може ли само да ве прашам во делот на симптомите? Отоците ли се единствениот симптом кој што треба да сигнализира вакво нешто? Да, тоа е оток на овие локализации што ги кажав и кај него нема пликови, нема уртики. Постои еден симптом на кожата, ние го викаме еритема маргинатум, тоа се црвени или розови кругови, кои што секој доктор што положил како треба испит, треба да ги разликува од уртика. Честно положил испит. Па добро, еве, уртиката е сунгереста и личи на амеба, има краци, псевдоподи. И вие кога ќе ја стиснете со рака, пасивно, значи се повлекува црвенилото. Кај овие розови кругови, стискајте колку сакате, нема да се повлече, може само оток да се појави на местото на притисок. Она што е во основа на ова заболување не е хистаминот, туку е брадикинин каликринскиот систем. Што тоа значи? Што тоа значи? Главната драма, исто како кај алергиските заболувања, се одвива на ниво на крвните садови, но е предизвикана со други медиатори и со други рецептори. Нехистамин, брадикинин, каликреин.
Исто така, не рецепторите кои се типични за алергиските заболувања, туку B2 рецепторите. Ние ги таргетираме со терапија на овие рецептори. Во суштина има два типа на терапија. Едната е заменска, како кај дијабетот. Не произведува телото доволно инсулин или не го користи тој што го има, пациентот прима инсулин и е под контрола, не се губи целосно болеста, под контрола станува. Така и овде. Не произведува еден ген, SERPING1, поради своја мутација, не произведува еден протеин кој што е првата компонента на комплемент системот, на комплемент каскадата, C1 инхибиторната компонента, и доаѓа до активирање на брадикинин каликреин системот, доаѓа до тоа да крвните садови станат порозни, како еден износен материјал, тенок, и кроз нив да се излачува течноста што би требало да се содржи во нив, да се излачи во околните ткива и да доведе до појава на оток. Значи, оттаму доаѓа концептот за втората терапија. Што ако не дадеме субституциона терапија, што ако дадеме терапија која што ќе може да ги превенира отоците на долги патеки. И во моментот и во Македонија се работат одредени испитувања на таа тема. Во светот веќе постојат повеќе лекови кои што го прават ова. Јас се надевам дека наскоро, во догледна иднина, и ние ќе имаме позитивни соопштувања на таа тема, но секако би ги почитувале сите оние процедури при овој тип на испитување да се направат сите анализи, па после со факти да ја брифираме јавноста. За сега е тоа иднината на оваа терапија. До тогаш секако остануваат во тек извонредните ефекти на субституционата терапија, која во Македонија и во светот ја имаме два типа. Првата е плазма деривирана терапија. Тоа е од плазма на здрави крводарители кои што сите го синтетизираат овој протеин. Значи, тука тоа е една базична терапија која што е безбедна, која што долги години е во примена и не само кај нас и во светот. И тука малце може да се пофалиме дека паралелно со американците, првпат и македонските пациенти имаат таква можност да направат еден таков пробив, да имаат лични искуства со оваа терапија. За мене како човек и како лекар, јас сум овде службено во функција лекар, ама не можам да се исклучам. Овде не сум човек, овде сум само доктор, а од вратава ќе бидам човек. Претходно слушав од пациентите такви зборови што навистина длабоко ме погодува. Еден послободен цитат: да знаев дека ја имав оваа болест, ќе одев во манастир. Немаше да се мажам, немаше да раѓам деца што го имаат ова страдање. Со ерата на ефикасни лекови, ние дојдовме до она ниво на квалитет на живот, блиску, не е идентично, за жал, но се надеваме да биде идентично, како што го имаат пациентите во Данска, например, кои што ја знаат својата диагноза и при тоа единственото исправно решение го донесуваат да родат деца, а доколку таа мутација биде и кај нивните деца, ништо страшно, има лекови. Или се што треба е да се обратат и да си ја добијат својата доза. Значи, тоа не сме никој да биде спречен од основните човечки права и самиот да се лиши заради ова заболување. Зашто? Терапијата е извонредно ефикасна, достапна е. Тоа се пациенти кои имаат проблем само во тек на нападот. Ајде да го чуеме искуството на Наташа. Ајде. Добро. Наташа, еве, да споделите со нас, рековте утрово имале некаков проблем. Да не биде само зборуваме од медицински аспект, еве едно искуство ваше. Да, и баш покажува тоа да колку се ефикасни тие лекови. Значи, јас утрово имав проблем. Мислам, имаме инекции кои може и сами да си ги администрираме, а можеме и да одиме на клиниката за дерматовенерологија, каде што веќе сите медицински сестри, сите медицински лица и доктори се подготвени, не познаваат каде си ти, одамна не сме те видели слично. И тука сакам исто да упатам еден поздрав до сите нив, не само до докторите, туку и до
медицинските сестри и до медицинските браќа, да не ги именувам поединечно, меѓутоа навистина во секое време кога и да им се обратиме, тука биле за нас. И мислам дека тоа е од голема важност и од големо значење. Но утрово не бевте на клиника, бидејќи сте веќе добро изверзирана, да можете сами да си помогнете. Да, можев утрово сама да си администрирам лек. Имав напад на стомакот, имав болки и стравував како ќе биде со емисијава, не сакав да оставам нешто. Како ги препознавате болките дека се од хае, а не се, не знам, желудник или не знам, вирус, стомачен вирус? Некогаш има дилема. Најсигурен си кога ќе го администрираш лекот и кога ќе ти помине. Тоа веќе е гаранција дека било хае. Меѓутоа, стомакот, првичните напади се зависи точно каде. Желудникот е најнезгоден, затоа што прилично се болни тие напади. Мене за среќа овој пат не ми беше баш на желудник, меѓутоа некако си го осеќа стомакот како да имаш буквално камења во него, а ништо не си изел, нели, со бајлето. И заклучив дека треба да преземам нешто и ова е доказ колку се ефикасни лековите. Значи, јас сум сега во состојба, ако утрово се разбудив со болки, лежев, не можев да станам, сега сум веќе во состојба да дојдам во студио и да разговараме за хередитарниот ангиоедем. Наташа, дали оваа состојба која што ја имавте утрово е предизвикана, да речеме, од стрес или нешто друго е причинител за да ги имате овие напади? Мислам дека овој пат беше од стрес, затоа што целиот период имав некои ангажмани, имавме повеќе активности околу хередитарниот ангиоедем и слично, меѓутоа можно е да беше стрес во прашање. Меѓутоа може од било што, временските прилики исто играат голема улога, кај нас сите овие флуктуации температурни играат голема улога, не само кај мене, туку и кај другите пациенти. Некојаш дури се случува, се зафркаваме со докторката како состанок да сме договориле кај вас, бидејќи се случува многу пациенти да дојдеме во исто време, да, дури да не можат така да постигнат колку многу сме. Тоа секако е резултат на временските флуктуации. Меѓутоа, во секој случај може да биде предизвикано кај жените од менструален циклус или од некои хормонални промени. При доење имавме неколку пациенти кои има проблем со почести напади и слично. Бременоста исто може да биде голем тригер, особено со напади на стомак. Исто да напомнам дека симптомите освен со отоци се манифестираат и со големи стомачни болки. Значи, доколку некој од гледачите или доколку некој доктор има таков пациент кој освен отоци има и освен пациент со отоци, има и пациент со стомачни болки. Секогаш одат тие две работи заедно? Доколку имате напад на стомак, тоа е проследено со голема стомачна болка, која што не поминува, дури не може ни лекови против болки да ви помогнат од проста причина што таблетката не може да стигне до стомакот и да биде процесиран. Така што особено пред да имаме терапија, беше доста проблематично да се живее со оваа болест. Сега веќе откако имаме терапија, навистина квалитетот на нашиот живот се подобри. Тука апелирам и до властите да не само за хередитарниот ангиоедем, туку и за сите ретки болести, да не ги занемаруваат, да не сметаат дека се ретки, дека не треба да бидат пациентите снабдени со лекови, туку навистина да се потрудат да го одржат ова ниво на лекови која сега го имаат. Пациентите со хаен не сум сосема сигурна за другите. Наташа, постојано ли ги носите лековите со вас? Што ако се случи додека сте на одмор, додека сте на работно место? Не ми се има случајно додека сум на работа, јас работам во Нова Лисича, клиниката нели знаеме каде. Ми се има случајно на работа да осетам напад на грло и како што возев заклучив дека нема да стигнам до клиниката. И тука воедно би сакала да ја поздравам одлуката за пациентите да имаат постојана терапија при себе, затоа што јас да немав таа терапија кај мене, можеби немаше да бидам тука да зборувам со вас. Иако беше така спорна одлука, некои луѓе беа за, некои беа против, меѓутоа мислам дека животот на дел од нас се спаси поради таа одлука, да имаме постојана терапијата со нас. Така. Доктор Гривчева, дали е наследна оваа болест? Во суштина, пред да одговорам на тоа прашање, би сакала само 2-3 куси информации. Медицински доктор може да процени дали се работи за стомачна болка од друга причина или се работи за атака на хередитарен ангиоедем. Може со сет на таргетирани прашања, а може и со методи, имаджинг методи,
со ултразвук, каде ултразвукот на црниот дроб ќе покаже карактеристична слика на звездено небо. Со ултразвук на цревата, кои при атака стомачна, наместо својата нормална извитканост ќе изгледаат како прсти додружени еден до друг, а интензитетот на болката е толкав што на пациентите порано им се давал морфиум, па нецелосно се згрижувала болката. Но можноста за кусо време нападот да заврши смртоносно, на таа можност никој од нас не сака да помисли, ама обврзани сме, прави да овие пациенти во моментот на напад е најдобро да го примат лекот, тие и онака во себе го немаат C1 инхибиторот или го имаат во трагови. Тој во нападот уште толку се смалува, значи не може да си направат штета. Не може да се предозираат, може да направат штета ако не го примат доволно рано. Поради што ние направивме една акција на едуцирање на пациентите за самоадминистрација, како што е секаде во светот, после што сметаме дека секој што мора или што сака сам да си го дава лекот, може тоа да го направи, а тие пациенти кои покрај успешно пројден курс за самоадминистрација сакаат клиниката, персоналот да им помогне, секогаш ги примаме со отворени раце. Самиот назив хередитарен ангиоедем, да одговорам на вашето прашање, да се вратиме таму, значи дека е наследен. И вие најчесто, но не секогаш, ќе добиете една медицинска историја во која пациентот ви раскажува дека може би неговата баба и неговата прабаба, колку што некое колективно сеќавање за сега во минатото, имале нешто слично, ама не биле сигурни. Тука е и стоичката тенденција на македонскиот народ, не ми е ништо ќе ми пројде, сега ќе легнам или ќе издржам, ќе стегнам заби, што не е добар став, нема зошто да страдаат при постоење на лекови, нема потреба од тоа. И сега едно уште поважно прашање, значи што го поставуваат пациентите, доколку имам деца, какви се можностите и тие да ја добијат оваа болест. Или доколку планирам. Доколку планирам. Јас секогаш ги поддржувам да имаат деца. Можностите се 50:50. Или ќе има, или ќе нема. Познавајќи ја малце попродлабочено оваа болест, тоа се можности како за било кој од нас. Затоа што и да немате таква болест во семејството, можни се деново мутации. Пациентот да биде прв во семејството. Никој пред него да ја немал таа болест и никој после него да ја нема таа болест. Значи не можете така драстично да сечете и јас секогаш ги советувам пациентите, доколку планираат деца, да размислат дали е особата со која се во врска, особа со која би сакале да се обврзат на родителство. Ако е, се што можеме ќе направиме да помогнеме. Ако не е, сами ќе решат, нели, кога и како ќе се случи. Единствено што, во тек на бременоста, а тоа е приметено дека, нели, публикувано од повеќе автори, може да се случи и дивергентно одвивање на настаните. Во едната верзија, пациентките никогаш немаат никаков напад, тоа им се 9 најрелаксирани месеци во животот. Во другата опција се зачестуваат нападите и јас би ја искористила приликата да го спомнам својот, ајде да кажеме, гуру, професор Тимоти Крейг од Америка, кој што е еден од најсериозните светски научници во оваа област, а ние имавме чест и да дојде во Скопје и да предава на таа тема. Вели, јас го прашував тим што да правам, значи доколку пациентка има напад, а слабо реагира на една доза или две, па рече, мојот личен рекорд е 8 пати да се повтори дозата. Во текот на денот? Во текот на неколку часа. Часови? Да. Значи, која е процедурата? Ако за 20 минути, атаката е сериозна, например, пациентот чувствува болки, пациентката што не може да ги издржи, тогаш, после 20 минути се дава уште една доза и тоа американците го викаат updosing. Битно е гинекологот да биде искусен, да не ги побрка родилните болки со болките на стомачниот напад и затоа тогаш советуваме да се направи ултразвук, нели, да се види колку се може во каква состојба се внатрешните органи.
Значи, свое лично искуство имам со двојно зголемена доза. За среќа, нашата пациентка одлично прореагира на двојно зголемување на дозата, а додека, еве, американците, па германците со нешто помали дози, похрабри се од повеќе причини, нели? Советуваат доколку се појави напад да се исклучително ригорозно третира се до комплетно повлекување на симптомите, затоа што нападот носи опасност освен болка за мајката и предвремено да се изгуби плодот. Веќе како напредува бременоста, тие напади можно е да се проретчат и еве да се случи, нели, да сосема се изгубат во тек на постпарталниот период. Зборуваме за кусотрајна профилакса, доколку пациентката нема напад, а пристигне за пороѓај, значи и доколку гинекологот планира, како што сега сите пациентки се породуваат или со епизиотомија или со каква и да е мала хируршка интервенција, 30 на минути пред да пристапи на форцепс или на сутура на епизиотомијата, да даде една доза соодветна. Зборуваме и за подолготрајна профилакса, например, ако се планира од било какви причини. Стоматолошка интервенција, некаква работа на каналите на забот, тогаш тоа би подразбирало 3 дена поред. Последната доза да биде 30 минути пред интервенцијата. И зборуваме за долготрајна профилакса, што засега во светски размери се спроведува во еден мал број на земји, но се надеваме да биде достапна и на македонските пациенти, затоа што тоа значи живот во кој немате напади, сте без симптоми, и тоа значи доколку се појави напад, тој да биде многу поблаг, побрзо, посоодветно да прореагира на терапијата. Моето искуство со засега достапниот комерцијален препарат за профилакса Хаегарда е само теоретско засега. Тој е препарат кој што е синтетизиран врз основ на плазма, деривираните, значи од здрави крводарители, и во моментот највеќе искуство имаат американците, ќе ги следиме нивните препораки. Јас стално сакам да се пошегувам, валда е духовито, дека американци има 300 милиона, македонци само 2 милиона, ние мораме да бидеме 150 пати повнимателни што правиме, што превземаме, што се случува со нашите пациенти. Немаме шанси за ризик. Нема шанси за Мора. Да изгубиме никога. Да. Така е. Сакам да ги споменеме децата кои што имаат ХАЕ заболување. Тие одат на училиште, одат во градинка. Како во нивниот случај кога ќе имаат напад? Наташа, вие лесно се справувате со нападот. Што со децата? Веќе значи имаме неколку дечиња кои имаат проблем со оваа болест. Се случува да добијат напади на училиште и наставничките веќе се информирани. Ни јавуваат на некој од нас, ние одиме или ги буцкаме на лице место или ги земаме зависи. Значи наставничките тоа не го прават, сепак некој сепак е ова интравенска инекција, што за мене понекогаш ме чуди, посебно во помалите места, колку медицинските лица, посебно медицинските сестри, никога знаат така да отстапат кога се работи за интравенска инекција. Ама што леќе тоа, дали ќе биде опасно, како е сега тоа да го дадам. Тука воедно би сакала да упатам еден апел, особено ако ви дојде пациент со напад на грло, меѓутоа нападот на стомак исто не е занемарлив, ве молам да не го враќате. Значи, шансите дека вие сте пообучени за да му го дадете тој лек се големи, отколку родителите кои во тој момент се нели вознемирани и слично, не само за детенце, туку воопшто и за пациент. Значи не смее да се врати пациент со хередитарен ангиоедем, особено со напад на грло и со напад на стомак, да се каже одете во некоја поголема болница, таму нека ви укажат внимание и слично. Значи верувајте, во развиени земји го имаат тој проблем, да ги убедат докторите дека треба да му се администрира лек. Сега имаше случај, едно 7-годишно детенце со напад на грло, врат
вратено од брза помош во развиена земја, ајде да не ја спомнам која, а меѓутоа вратено со напад на грло дека нема ништо. Значи тоа може да биде неизмерно опасно и тука гледам простор за здруженијата на пациенти, за докторите, заедно и вака како нас, да направат едно обучување, особено во болниците кои третираат пациенти со хередитарен ангиоедем, дека тие пациенти не смеат да се враќаат, значи мора да останат под медицински надзор доколку веќе дошле нели кај вас и доколку сметаат дека треба да бидат третирани. Особено што пациентите најчесто си го носат лекот со себе, во западните земји имаат, во развиените земји би кажала така и со децата го носат лекот со себе на училиште или тоа стои во училиште за најчесто родителите го носат лекот, меѓутоа никако се организираат, значи оставаат на пример лек блиску до училиштето, кај некои роднина блиску до училиштето или претежно сите живееме блиску до училиштата. Така што од тој аспект гледаме да сме покриени да бидат лековите блиску до нас. Колку деца има регистрирано со ХАЕ во Македонија? Во моментов 3, мислам 2 се со симптоми, едното е асимптоматично, сега има уште неколку други бебенца кои не ни се уште потврдени, не знаеме дали имаат или немаат, меѓутоа да се надеваме дека нема да се зголемува многу популацијата на хередитарен ангиоедем, ама во секој случај подготвуваме терен доколку и дојде до тоа, да тие дечиња бидат што е можно поспремни да се соочат со самата болест. Еве сега баш на 5 мај организираме една работилница за деца. Идејата е не само меѓу децата со ХАЕ или со ретки болести да се подига свеста за ова заболување, туку општо меѓу децата на игрив начин, така ќе им се прикаже како прилика изгледа еден ХАЕ напад со мали балончиња и слично. Тоа морам да напомнам, ни го организира Милијана Ленака. И воедно, меѓутоа, главната цел е кај децата да се развие чувство на емпатија и на сочувство кон своите другарчиња, кои имаат, без оглед дали е ретка болест или е некаква попреченост или е нешто друго, значи дечињата треба, сметам, уште од мали нозе да се учат на емпатија. Тука би го спомнала случајот со малата Дина, која сосема случајно е, мислам, блиско другарче на мојата поголема ќерка, исто така е пациентче на доктор Гривчева, која многу не плени, многу е добра така и сметаме дека иднината на оваа држава лежи во добрите деца, како некои сакаат и да бидат доктори, ама од оние вистинските причини, нели, не од некои други. Инспирирана од хуманоста на доктор Гривчева? Да, навистина. Мораме да кажеме, бидејќи нема докторката да каже. Да, навистина така. Има неколку убави епизоди кога ја дала бомбонче на докторката за тоа што докторката имала напорен ден. Навистина таквите деца се иднината на оваа земја и се надеваме дека ќе расшириме нека емпатија и сочувство и кај други деца со вакви работилници. Освен едукација на децата, подготвувате и едукација на медицинските лица, она што пред малку зборувавме дека навистина и во помалите градови треба медицинските лица да бидат подготвени за ваков вид на пациенти. Затоа го имате и караванот, ајде да кажеме нешто за караванот, иако досега сме информирале, но ќе информираме и понатаму, бидејќи караванот тече. Нели оди, патува и имате активности. Да, се покриваат се повеќе доктори. Благодарение на вас, Жаклина, веќе покривме еднаш, нели дадовме информација за караванот. Сега неудамна во петокот поточно имавме предавање во Скопје. Беше навистина добро посетено предавањето. Доктор Гривчева имаше одлично предавање и не само тоа успева никако навистина да ги стимулира докторите да поставуваат многу интересни прашања и така се развива една дискусија што е невообичаено на некои други предавања кои ќе отидам сите едве чекаат нели да заврши предавањето и да гледаат постојано на часот. Ова навистина беше интересно колку докторите се заинтересираа за проблемот. Така верувам ќе биде и во следните 4 града кои ги планираме, значи веќе ни се покриени Проби, Штип и Скопје, а планираме да ги покриеме Куманово, Штип, Прилеп и Охрид. Тоа ќе биде во текот на летниот период или ќе направите пауза? До 31 јули ни трае акредитацијата, предавањата се акредитирани и носат 4 бодови за слушателите, така што секој што ќе се најде во одредени градови во тој период може добре дојде на нели да дојде и да ги посети. Повторно ќе напомнам, навистина од голема важност таква една едукација за медицински лица, бидејќи без оглед на тоа колку некој не забуша
получавал на испитите, ретките болести сепак се ретки. Значи треба постојано подсетување и постојано има некаков развој, конкретно во хередитарниот ангиоедем. Јас секој разговор со доктор Гривчева дознавам по нешто ново, иако јас многу читам за оваа болест, дознавам по нешто ново и од неа и преиска дознав нешто што не ми беше претходно познато, така што постојано има некои нови сознанија и навистина е убаво докторите да се потсетат, доколку знаат за оваа болест, да се потсетат повторно на неа. Инаку имавме еден случај, пред 4 години имавме предавање во Охрид и кога едно детенце со хередитарен ангиоедем беше однесено во брзата помош во Охрид, мајката нели како и вообичаено истренирана дека треба да одржи 15 минутно предавање, што има детето и како има, докторката веднаш ја прекина, рече јас знам за оваа болест, бев на предавањето. Така што навистина е од голема важност и да се шири свеста, особено меѓу медицинските лица. А воедно и ние со децени имавме бројка од 11 пациенти. Последниве години не сакам да шпекулирам со бројки, меѓутоа грубо ќе кажам дека бројката е дуплирана. Така што може таму никаде во некое помало место да има некоја пациентка или некој пациент кој страдаат со оваа болест, не знаат што име, нивните доктори слегнуваат со раменици, а да испадне дека е хередитарен ангиоедем. И не би сакале да испуштиме, поради индиферентност или слично, не би сакале да испуштиме некој пациент да продолжи да страда. Затоа сите заедно, ќе се потрудиме и ние како медиум, вие како медицинско лице, пациентите секако ќе дадат свој придонес, да едуцираме, да им ставиме до знаење на сите наши гледачи што повеќе информации не само за ХАЕ и за останатите ретки болести, затоа впрочем секој месец сте заедно со нас, за да го направиме квалитетен животот на сите оние на кои што им е потребна помош, а не знаат дека можат многу лесно да дојдат до неа и да имаат особено сега живот. кога има лекови. Да. Остануваме и натаму заедно, така доктор Гривчева? Се разбира, мојот телефон е веројатно еден од најшироко дистрибуираните телефони. Не ми пречи кога ќе ми се јават, независно од времето на денот, ми пречи кога нема да се јават. Драги колеги, секогаш кога имате пациент на кој не знаете више што да му правите, а има отоци што не реагираат на терапија, ве молам, јас сум ви го дала телефонот за да се јавите. Пратете го. Независно има термин, нема термин, никој не е вратен, никој нема да биде вратен. Драги гледачи, ако имате отоци кои не ви реагираат на терапијата што ви ја дале во матичните амбуланти, не е зашто не знаат да лекуваат луѓе, е зашто вас ви треба нешто друго. Дојдете, нема да бидете вратени. Обратете се, многу е едноставно да се земе крв и за кусо време ќе знаеме како да ве класифицираме. Доколку не знаеме ние, имаме извонредна соработка со светски референтни лаборатории. Најновото е најдобрата лабораторија во свет, тоа е Jewish National Genome Institute во Америка, која што ни решила прилично тешки дилеми околу поедини пациенти. За таа лабораторија ништо нема да треба да платите. Се што треба е да дојдете. Пред незе имаме соработка со Универзитетскиот центар во Љубљана, со доктор Матија Ријавец, извонреден имуногенетичар, со професор Анастасиос Герменис од Грција, кој што дојде и одржа предавање за нашите пациенти, со лабораторијата на професор Конрад Борг, кој што е навистина извонреден експерт во областа на хередитарниот ангиоедем, со Универзитетот Хумболт во Берлин. Значи, нема начин, доколку медицината има решение, да не го најдеме во соработка со овие институции. Најлошото што можете да си направите е да не дојдете. Тоа само ќе ве чини една автобуска карта, колку и да е, од каде и да сте, до Скопје, честопати имаме начини тоа да го компензираме. Затоа што во игра се многу важни нешта, човечки животи кои можеме да ги спасиме, и навистина се придружувам за крај на ставот на Наташа, ниеден живот не смее да биде изгубен, зашто пациентот има идеја дека нема лек за неговата болест, не е така, или затоа што можеби докторот ќе си помисли, па не знам више што да правам, кога не знаете, пратете ги, или зашто нема средства да дојде до Скопје. За се има решение, само кажете го навремено,
Сдруженијето на пациенти, некогаш и си самите ние сме наоѓале начин да помогнеме дискретно, да не остане недиагностициран и не лекуван. Најважно е на крај тоа. Така е, да. Ви благодарам многу за денешното гостување. Остануваме и натаму во врска, ќе ги информираме нашите гледачи за датумите каде се одржуваат овие едукативни предавања и секако ќе бидат во текст со патувањето на караванот. Ви благодариме. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за вниманието. Останете и натаму со Алфа телевизија, имајте убаво попладне и уште еднаш честитки за сите оние кои што го слава денешниот 1 мај. Довидување.